Ајде здраво на сите. Здраво, здраво, како сте? А, имаме и млади членови. Окорени, да, нема бегање. Ова е читојца. Како сте? Добро најдов, фала. Чекајте се да поздравам, како сте? Здраво, здраво. Здраво, кој вика немало млади? Како нема млади, бе? Фала, сегде кај шуга ми викам ни отидоа младите, ни отидоа. Ама, очето замина. Има дома на излеки. Има. Кампањата се уште не е почната, ама како што знаете и по дома, во последните 20 дена не се тера кампања, него секој ден дел од работата треба да ја завршиме. Ние велиме дека во оваа кампања и за овие избори темата број 1 е ние како да го подобриме животот во Македонија. 600.000 луѓе, во главно млади, си заминаа од државата. Не за тоа што бараат преку леп погача, не заради тоа што сакаат да си одат, туку за тоа што не можеа веќе да издржат тука. И затоа страдаат и возрастните, страдаат и тие што си отишле, и ние викаме нашата програма, затоа ја нарековме план за живот во Македонија. Што ни е главната цел? Да ја подобриме економијата и животниот стандард во семејствата низ цела држава. Знаете, мали се платите во Македонија, голем е бројот на невработени, и овие две теми ни се главни теми во кампањата. Сакаме на младите да им дадеме шанса да отвараат и своји бизниси или да влезат на работа, ама под подобри услови. Затоа во планот предвидуваме минималната плата да ја зголемиме. Во првата година да ја зголемиме за 2000 денари, до крајот на мандатот да стигне 16.000 денари. Целта ни е на ниво на Македонија просечната плата да се покачи на 30.000 денари. За да може, ако има барем еден вработен кој што го храни семејството, да може да го прехрани семејството. Од друга страна, сакаме да ги намалиме и трошоците. Оти не е битно само колку носиш дома, битно и колку ти излегува од дома. И затоа предвидуваме укинување на радиодифузна такса, кај вас дополнително и истото барање неколку пати ни го поставува. Предвидуваме ефтината тарифа на струја 2 сата дневно да се врати и во текот на викендот да биде ефтината тарифа. Предвидуваме 15% од целиот данок што сте го платиле преку сметки, преку купување во продавници, да си го враќате назад, што ни е целта на крајот на годината практично од овие пари, како 13-та плата да влегува во фамилијата. Дополнително, сакаме да ги помогнеме македонските фирми. Милиони евра отидоа на поддржување на странски фирми, а нашиве фирми мака мачат или пропаѓаат. Пропаѓаат заради тоа што казни се големи, затоа што на нив им го гледаат и црното под ноктите, само да најдат причина зашто да ги казнат. Затоа 140 милиони евра вкупно предвидуваме да се насочат кон малите и средни фирми. И да се укине правилото влегува инспектор одма казна удира. Прво да мора да стави опомена и второ казните да бидат помали. Имаме исто така и една серија на мерки кои што ни се наменети кон младите кои што сакаат сами да почнат бизнис. Велиме, нема да им даваме кредити, од кредити до тука се сите заглавени. Добрите иницијативи ќе добијат 10.000 евра неповратна помош од државата ако стартуваат добар бизнис. И ќе добијат шанса, можда не во помалите места, ама во поголемите центри, да добијат бесплатен простор, да добијат комунали и да не мора да плаќаат, им тргне работата. За да после и тие создаваат пари за себе и за своите семејства и така натаму и така натаму. Ние сметаме дека многу пари во Македонија се испотрошија за еден проект во една општина од целава Македонија. Све во центар 600 милиони евра се истрошија. Наместо да се дадат на патишта, наместо да се дадат на работи на водовод, на канализација, кој што ќе се однесува на цела Македонија. Тоа ќе го промениме. Сите пари кои одеа на Скопје 2014 и на споменици, ќе ги насочиме во еден фонд за развој на
Македонија. И тука на таков начин да се помага инфраструктурата, затоа што џабе се реклами, седете во селата, ако во селата нема живот. И уште една тема за која што јас сакам да зборувам е и грижата кон постарите. Ке ве плашат и ве плашат дека некој проблем ќе се случи со пензиите. Сакам да ве убедам дека имаме план како фондот да биде сигурен, како пензиите да бидат обезбедени и како да обезбедиме 2 пати годишно пензиите да растат со порастот на трошоците. Оти џабе да ти расте пензијата или платата, ако трошоците повеќе растат. Имаме дополнителен план за секоја жена над 62 години и секој маж над 64 години, кои што немаат други приходи. Државата да и не се пензионери. Државата да им обезбедува државна социјална пензија. Таа ќе биде и во износ од 40% од просечната, ама ќе биде плюс пари дома влегување. Затоа што знаеме дека има многу луѓе во Македонија кои работеле долги години, ама имаат само стаж 12-13 години и никако да стигнат до 15 за да земат пензија. Има многу жени кои работеле, не седеле дома, не уживале, работеле во семејство, работеле на нива, работеле земјоделие, останале без ништо. И на тој начин ќе им помогнеме. Една од работите која што многу ќе се однесува на повозрасните, ама уствари важи за сите, ќе биде дека ќе го укинеме ќе укинеме партиципацијата за болничко лекување. Сите, за жал, од време на време мора да одиме у болница. И тогаш се трошоците најголеми. И кога ќе треба да се плати и партиципација за лежењето во болница, еден дел од нашите сограѓани немаат пари и ќе седат дома, ќе се мачат, ама нема да се излечат. Затоа ќе обезбедиме, значи, бесплатно болничко лекување за сите. Имаме точно план како и да ја подобриме снабдувањето со лекови, оти болеста не прашува. Кај да е на сечија врата тропа. Сите овие работи јас ги кажав оние кои мислам дека се најважни, Јован ќе помогне ако некоја ваша тема ја занемарив. Меѓутоа, целта ни е да разговараме на теми кои што вас ни се важни. Како што кажа председателот, сите прашања се добри прашања. Прашајте, година и половина работиме на програмата. И на вистина ја направивме така што за секој дел од Македонија, за секое село и град да има што да понудиме, а што е реално. Ви благодарам многу на вниманието. Имаме уште 30 дена до денот на изборите. Граѓаните се незадоволни, граѓаните бараат промени. Ние сме тука да обезбедиме дека Македонија нема да биде вака иста после 11 декември. Ви благодарам. Абе, да останете го